Зархона Балох е мајка на 8 деца и кандидат за пратеник на парламентарните избори во Авганистан што треба да се одржат в сабота. Дипломата по економија и поранешната работа во програмата на Обединетите нации за човечки населби придонесоа 35 годишната Балох да ја добие поддршката да стане кандидат за пратеник во јужната провинција Кандахар. زموږ ټولنې چې دي سنتي ټولنې دي تر اوسه لا هم زموږ ښځو دونه لاره نه ده پیدا کړې چې هغوی د سیاست کې رول ولوبوي خو پر هغه سربیره باندې هم موږ خپل هڅې او کوښښونه کوو او نسبت تر پخوا پورې. Еден од незините поддржувачи, Абдул Хамид, се согласува со тоа и вели. موږ ته کوم دا فرق نه راکوي که هر څوک د افغانستان دپاره که خدمت وکړي که ښځینه وي که نارینه وي چې خدمت کوونکی او د افغانستان د ملت غم ورسره وي او د افغانستان غم ورسره وي د افغانستان د کور غم ورسره وي هغه موږ ته په سترګو منلی دی هر څوک چې دی. Изборната кампања е проследена со многу ризици, без оглед на полот. 5 мина кандидати, сите мажи, беа убиени во оделни напади. Уште двајца се киднапирани, а 4 други беа ранети од исламистичките милитанти. Но за жените постојат дополнителни предизвици. Покрај сексуалното малтретирање, редовниот проблем што ретко се дискутира отворено поради строгите социјални табуа, е тоа што многу жени пратеници се жалат дека не биле сериозно сватени од нивните машки колеги. Сепак некои се подготвени да се соочат со предизвикот. 26 годишната Миријам Сама неодамна ја напушти работата како телевизиска водителка за да влезе во политиката. کمیته اختصاصی حقوقی برای زنان ما میخوایم ایجاد بکنیم که دقیقاً بتونه مسئله زنان مسائل حقوقیشان به صورت مشخصش دنبال بکنه. شما وقتی وضعیت زنان در افغانستان میبینین باید به صورت خاص‌ترش پرداخته بشه. Зголемената вклученост на жените беше поздравена од Обединетите нации и од други меѓународни тела, кои сметаат дека изборите се важен чекор во градењето на довербата во демократските процеси. Според уставот напишан по строгото владење на талибанците, најмалку 68 од 250 места во долниот дом на парламентот се резервирани за жени. Квотата значи дека Авганистан е подобар во бројот на женската застапеност во законодавниот дом отколку некои западни земји. Сепак застапниците на правата на жените велат дека и покрај големиот акцент на промовирање на еднаквоста од страна на меѓународните представници, и натаму во Авганистан се расширени старите традиции, како на пример убиството од чест.